Средното стручно училиште Перо Наков денеска организираше отворен ден во рамките на кој идните средношколци имаа можност директно од учениците и наставниците да се запознаат со образовните профили со кои располага училиштето. Во продолжение проследете ги изјавите од учениците и директорката на Перо Наков Мила Живак Димковска. Нашето училиште организира отворен ден за деветооделенците, така да направивме една организација преку штандови за промовирање на профилите и струките што ќе ги нудиме за деветооделенците за следната учебна година. Исто така имаме и тимови кои што ќе ги водат нашите гости, поучилници, кабинети, работилници, спортска сала. Ќе имаме различни организирани игри и квизови за да ги привлечеме деветооделенците и да им покажеме како е да се учи во нашето училиште. Следната учебна година во економско-правна и трговска струка ќе имаме 3 профили и сите се дуални паралелки. Значи 2 паралелки од техничар за трговија и дигитален маркетинг, една паралелка бизнес администратор и една паралелка економски техничар. Во текстилно-кожарската струка исто така сите се дуални паралелки, техничар за изработка на облека, техничар за обувки и техничар за дизајн на облека. Во уметничката струка графичкиот дизајнер и во спортската академија одсек кошарка. Моја лична препорака за идните деца кои што ќе додат тука да учат прва година, тоа е сегашните деветооделенци, е дека овој смер е за луѓето кои што сака да се пронајдат на вистина во струката која што работат. Бидејќи графички дизајнер е смер што е многу, за разлика, многу поразличен од останатите смерови во овој училиште и по пракса, и по составот на предметите, и по начинот на професорите на кои што предаваат и нивниот пристап, од кој што ние како генерации што имаме учене тука сме прилично задоволни. Ова е место каде што се надоградува струката и се усовршува бидејќи добиваме позитивен фидбек од професорите и од наставниците кои што ни предаваат. Добиваме простор да се тренираме себеси и нашите, да видиме докаде одат нашите лимити. Би го препорачала на деца кои што не се дојдени тука само за да го протераат средното училиште, бидејќи смеров бара многу физичка работа и доста умствена работа која што не се изразува тука како што се изразува на другите смерови, како што спомнав, поразличен од останатите смерови во училиште. Така да мојата препорака е не е за секого, но за тие што верувам дека ќе се пронајдат во овој смер. Тоа ако сака да биде правник, ние од тука му нудиме да биде судија, адвокат, ќе го научиме како да закони, устав на Република Северна Македонија и освен тоа што ќе го избере овиот смер, ќе добие и стипендија. Стипендија 500 евра годишно. Ако сака да биде сметководител, банкар, овој смер ќе го избере. Зошто? Овој смер е и мешан, и наспрема бизнис и правник, се е во едно. Имаме во 3-та и 4-та година 2 изборни предмети, јавни изборни предмети, каде што се учи и дел од економски предмети, правни предмети. Освен тоа што се правни предмети, во правни предмети, ако избереме јавни администрации, имаме да не водат каде што во Народна банка, во затвор, во собрани имаме, учествуваме, нашето училиште учествува за имам став. Јас сум Горена Величковска, ученик во струка текстил, кожа и слични производи. Образовен профил техничар за обувки. Во овој профил учиме како од една обична идеја да направиме вистински производ обувка. Учиме да цртаме модели, да дизајнираме, да работиме со различни материјали и да изработуваме готов производ. Наставниците се стручни и посветени на нас учениците, да разбереме зошто тоа што го учиме е важно во реалниот свет. Она што е најинтересно е што не учиме само теорија, туку имаме и практична настава во училишна работилница и во реална фирма на реално работно место. Еден ден во неделата одиме на пракса во компанија, учење преку работа кај работодавач. Таму имаме ментор. Со негова помош се стекнав со искуство, вештини, тимска работа и способност за собствен бизнис за производство на обувки во иднина. Дополнително во профилот техничар за обувки, дуална паралелка, взимаме стипендија секој месец по 3500 денари. После завршување на средно образование имаме повеќе можности. Можеме да продолжиме со високо образование, можеме да продолжиме во модна индустрија како моделари, креатори, можеме да работиме во фабрика или
дури да започнеме собствен бизнис. Според мене, ова е одличен избор за сите што сакаат да бидат креативни и да работат нешто практично. Јас сум Бојана Костадиновска од училиштето СОУ Перо Наков. Моја препорака е да запишете во техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека. Уште од средношколските денови се стекнуваме со многу знаења, учиме од познати работодавачи, правиме модни реви и учиме да шиеме, кроиме